Ние родителите и роднините на починатите и повредените од дискотеката Пулс дадовме повеќе од доволно време да дојде правдата на нашите деца. Ние родителите и роднините на починатите и повредените оставивме доволно време на органите на прогонот да спроведат детална и неселективна истрага. Но во изминатите неколку недели овие институции ни ја потрошија и последната тронка надеж и доверба дека ова држава може да не заштити. Овие институции одново ги убија нашите деца. Одново ја убија надежда во нас дека оваа трагедија, ако ништо друго, ќе биде барем лекција за во иднина и никогаш вакво нешто нема да се повтори. Министерот Тошковски и обвинителот Коцевски ни должат одговор како е можно полицијата да прави акцијска контрола во објект кој воопшто не смеел да работи. Објект кој во моментов немал никаква валидна лиценца, никаква дозвола, а имал и блокирана сметка од УЈП. Ако објектот воопшто не смеел да работи таа кобна вечер, институциите ни должат одговор кој го направил овој пропуст и кој треба да одговара што таа вечер на 16 март оваа дискотека беше отворена. Ниту МВР, ниту обвинителството не ни дадоа одговор кој ќе одговара за внесувањето на нелегалната пиротехника во објектот која е причина за пожарот. Како е можно и после повеќе од 80 дена од трагедијата, обвинителството и МВР да нема одговор кој ја внел пиротехниката во дискотеката Пулс? Како е можно и после 80 дена никој да не го знае потеклото на пиротехниката која предизвика несреќата во која нашите деца ги загубија своите животи? Зошто не одговара никој од МВР кој согласно закон морале да контролираат употребата на пиротехнички средства? Можно ли е да нема никој одговорен таа вечер за смртта на нашите деца и стотици повредени во Пулс? Го прашуваме јавно Тошковски и Коцевски. Каде е одговорноста на државниот пазарен инспекторат кој врши инспекцијски надзор над примената на законот во угостителството? Како е можно овој инспекторат да не увиди дека трговското друштво кое раководи со дискотеката таа кобна вечер работи спротивно на сите можни закони и процедури? Каде е одговорноста на управата за јавни приходи, која, иако претходно ја казнеле дискотеката за неиздавање на фискални сметки, истата не го затворила објектот и дозволила и понатаму да ги крши законите на оваа држава, а со тоа да работи и на кобната вечер, кога нашите деца ги загубија своите животи? Каде е одговорноста на Министерството за економија, кое било должно да извести дека истекува лиценцата на кабарето Пулс? Дали Министерството ги известило сите државни органи и ако е така, зошто дискотеката не била затворена? Господа, да ве подсетиме дека вие не гледате во очи и ни ветувавте правда за нашите деца. Па и ти Господа и викаш. Да ве подсетиме дека ни велевте да се стрпиме уште некој месец и ќе ги видиме ефектите од она што е сработено. Господа, ќе ви одговариме директно. Ние видовме едно големо ништо. Дури и овие кои ги уапсивте за неколку недели, ги ослободивте и тие луѓе денес се со своите семејства, за разлика од нашите деца кои никогаш повторно не можеме да ги видиме. Нас нема да не поколебаат коментарите на вашите ботови на социјалните мрежи. Нас нема да не поколебаат и одвртат тканите затоа што ние повеќе нема што да загубиме. Кажете што ви сгрешија нашите деца? Зошто плукате по нив? Зашто ви се криви тие кои загинаа? Ние родителите и роднините на починатите и повредените деца на дискотеката Пулс повеќе нема да молчиме. Ние нема да се повлечеме и ако ви е дали кокочани која го заборавивте и не слушате и не гледате наредниот пат, ќе дојдеме во Скопје.